Изус кој не се заборава. За мене бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, муси, семки, овошје, си е здраво и сладко, бако е бако, бако е закон. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Во најновото издание на Дневникот на ТВМ ќе гледате. Избори на 24 април со преодна влада. Груевски ќе поднесе оставка до крајот на годинава. Груевски заев задоволни од постигнатиот договор и двајцата очекуваат победа на изборите во април. Жителите на 15-ти корпус живеат во населба без училиште, црква и амбуланта. Надеж гледаат во објектот од касарната. Охрид се здоби со спасители на брзи води. Грција блокирана од штрајкови, државниот сектор на улица, додека пратениците гласаат за усвојување на новите реформи. За овие како и за останатите настани ќе ве информираме по временската прогноза. Следува ТВМ Метео. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. И денес во Охрид преовладуваше сончево и топло време со максимална дневна температура од 29 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1019 хектопаскали, а УВ индексот достигна вредност 8. Во четврток во поголем дел од Европа времето ќе биде претежно сончево и топло со локална облачност. Нестабилно со локални врнежи од дожд ќе биде во областа на северна и североисточна Европа. Во централна, југозападна и јужна Европа се очекуваат температури кои ќе бидат повисоки од просечните за овој период од годината, па најтопол европски главен град ќе биде Мадрид со температура од 38 степени, а најстуден Осло со 18 степени. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува сончево и надпросечно топло со максимални дневни температури кои ќе се движат во интервал од 27 до 37 степени. Во Македонија во четврток времето ќе биде сончево, потопло и ветровито. Утринските температури ќе се движат од 10 до 21 степен, а максималните дневни ќе достигнат до 26, односно до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Скопје во четврток ќе преовладува сончево, потопло и ветровито време. Утринската од 18 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во четврток времето ќе биде сончево, потопло и ветровито. Ќе дува до умерен североисточен ветар. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна ќе достигне до 31 степен. УВ индексот со вредност 8. Сончевото време во Охрид останува до почетокот на наредната недела, а остануваат и високите дневни температури кои својот максимум ќе го имаат во понеделник и вторник и ќе изнесуваат 34 степени Целзиусови. Утринските температури од 15 до 17 степени. Следете ги препораките на медицинските лица и не се изложувајте на сонце доколку немате потреба во периодот од 11 до 17 часот. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Гледам телевизијата ТВМ. Знаете како најмногу вестите на вечер во 10:30 почнува и тогаш можам да седнам и да гледам. Почесто ја гледам телевизијата ТВМ. Во 17:00 прво вести обавезно ги терам. Гледам телевизијата ТВМ. Се работи за Охрид, се не е интересно. ТВМ. Па искрено да ви кажам, телевизија општо не гледам многу, ама најмногу Дневникот. Блу! Вести на кои верувате. Регионална телевизија ТВМ.
Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери, Инфел и Алтрасат 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга, а не има и на Макс ТВ. Ново, инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Конечно договор за излез од политичката криза во Македонија. По 12 часа разговори во резиденцијата на Европската Унија во Скопје. Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи ги ставија подписите на документот од страница и половина, именуван како протокол кон договорот од 2 јуни. По него се предвидува актуелната влада да поднесе оставка, а новата да биде инаугурирана на 15 јануари, 100 дена пред парламентарните избори, кои ќе се одржат на 24 април 2016 година. Начело на таа влада партиите договорија да биде премиер номиниран од ВМРО-ДПМН. Лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија, Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи, се потпишаа на протоколот кој представува дополнување на договорот од 2 јуни. Европската комисија на својата веб страница денеска го објави документот што беше изготвен синоќа по неколку часовните преговори во Скопје за надминување на политичката криза со посредство на еврокомесарот Јоханес Хан и тројката европратеници Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едвард Кукан. Еве зашто е постигната согласност и што треба да се случува до изборите. На 1 септември 2015 година СДСМ ќе се врати во собранието. На 20 октомври 2015 нов министер за внатрешни работи ќе биде именуван по предлог на СДСМ и во консултација со ВМРО-ДПМН и ДУИ. Овој министер ќе биде технички поставен. На 20 октомври 2015 година ќе биде назначен нов министер за труд и социјала по предлог на СДСМ. На 20 октомври исто така ќе бидат назначени и нови дополнителни заменици министри за следните министерства: Министерство за внатрешни работи на предлог на ВМРО-ДПМН, Министерство за труд и социјална политика по предлог на ВМРО-ДПМН, Министерство за финансии по предлог на СДСМ, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство по предлог на СДСМ и Министерство за информатичко општество и администрација по предлог на СДСМ. Овие заменици министри ќе имаат полно право на преглед и вето во соодветните министерства по сите правни, финансиски и кадровски прашања поврзани со организацијата на изборите. Сите нови министри и заменици ќе останат на своите позиции во новата влада која ќе треба да ги спроведе изборите. Актуелната влада ќе ја поднесе својата официјална оставка до собранието во догледно време за да се овозможи инаугурација на новата влада на 15 јануари 2016 година, 100 дена пред парламентарните избори што ќе се одржат на 24 април 2016. Начело на новата влада ќе биде нов премиер номиниран од страна на владеачката ВМРО-ДПМН. Програмата на владата ќе биде ограничена на организирање на предвремените парламентарни избори. Правилото дека актуелната влада навремено ќе поднесе оставка со цел да остави 100 дена пред следните избори и дека ќе биде назначена нова влада се однесува за изборите во април 2016, а по потребните законски измени што ќе бидат донесени во најбрз можен рок ќе важи и за идни избори. Партиите се обврзуваат да се избегнат какви било нови пречки, вклучително и во однос на одржувањето на изборите на 24 април. До 15 септември 2015 година ќе има и нов специјален обвинител
управител со целосна автономија да ја води истрагата околу следењето на комуникациите. Овој специјален обвинител се именува преку договор на потпишаните страни. Имплементацијата на договорот во следните неколку месеци одблизу ќе ја следат Европската комисија и европските пратеници. Ќе се дискутира за прогресот, меѓу другото и на состанокот на пристапниот диалог на високо ниво, кој ќе се одржи во септември, со вклучување на сите партии потписнички како и граѓанското општество. Ова стои во заедничката изјава на еврокомесарот Јоханес Хан и европратениците Вајгал, Ховит и Кукан по преговорите во Скопје. Ова е важен чекор во надминувањето на тековната криза кон адресирање на клучните предизвици со кои се соочува земјата. Политичките лидери во земјата сега мора бргу да го имплементираат договорот со добра волја, стои во официјалната изјава на Европската комисија. И ВМРО, ДПМН и СДСМ задоволни од постигнатиот договор, но очекувано Заев и Груевски на одделни пресконференции деталите од договорот ги протолкуваа секој за себе како голем успех. Оставка на Груевски 100 дена пред изборите, за Заев е испорачување на ветеното, а за Груевски системско решение што ќе важи за сите наредни избори. И едните и другите веруваат дека на изборите во април ќе победат. Премиерот Никола Груевски задоволен од постигнатиот договор. Политичката криза во Македонија е решена, европските перспективи на Република Македонија остануваат отворени, а економијата се ослободува од наметнатите стеги и ќе продолжи да расте, што значи нови работни места и нови инвестиции, рече Груевски, заблагодарувајќи им се на сите кои помогнале во процесот, пред се на представниците на Европската Унија, на Соединетите Американски држави, тројцата европратеници и особено комесарот Хан. Според Груевски, СДСМ во изминатиот период и во текот на денешниот ден правеле максимални напори да не успее договорот од 2 јуни и да нема избори во април. Ова од причина што тие се свесни дека во април ќе ги загубат изборите и се свесни дека народот не им дава подршка, особено не на овој начин со кој се обидуваат да дојдат на власт, ставајќи ги личните и партиските интереси пред интересите на државата и пред интересите на народот и со користење на интриги и манипулации. Но денес СДСМ беше приклештена да не може да избега од изборите во април 2016. ВМРО ДПМН преговараше самоуверено и не им остави ни најмал простор да избегаат од изборите. Груевски е убеден дека мнозинството граѓани во април следната година повторно ќе дадат поддршка на ВМРО ДПМН. Тоа, како што рече, ќе биде историска поддршка и победа, затоа што никогаш не ги изневериле граѓаните кои знаеле дека тоа е тимот кој носи напредок и успех за Македонија. Нови работни места, инвестиции, поголеми пензии и плати, земјоделски субвенции, стабилност во државата и европска и евроатлантска перспектива. Своје видување на договореното даде и лидерот на СДСМ. Со денешниот договор се потврди се што во континуитет јас, СДСМ и опозицијската коалиција го докажавме со проектот Вистината за Македонија, дека Груевски и неговите најблиски соработници владеат на криминален начин и дека не победуваат, туку ги крадат изборните процеси, изјави Заев. Тоа што го ветивме, го остваривме. Груевски ќе поднесе оставка и нема да ја предводи владата што ќе ги организира изборите, рече Заев и им се заблагодари на представниците на меѓународната заедница за вложените напори во преговарачкиот процес. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата на почетокот на септември ќе се врати во парламентот и активно ќе учествува во целосно спроведување на сите сегменти од постигнатиот договор во насока на неопходните промени во критичните области нотирани во сите меѓународни извештаи и имплементирани и запишани во овој договор. На 24 април 2016 година ќе се одржат предвремени парламентарни избори што ги бараше опозицијата, на кои што граѓаните на Македонија на слободни, фер и демократски избори ќе ја изберат новата власт во Република Македонија.
Заев најави дека во наредниот период работни групи од двете партии треба да ги договорат промените што треба да се случат во македонската радиотелевизија, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, во антикорупцијската комисија и други. СДСМ нема повеќе да ги објавува прислушкуваните разговори, туку новиот специјален јавен обвинител ќе ги добие материјалите кои што на транспарентен начин треба да бидат процесуирани, а нивната содржина ќе биде достапна до јавноста. Најважно од се е што ќе има правна последица по сите докази и аргументи, рече Заев. Преминуваме на локални теми. Жителите од 15-ти корпус се жалат на бројни комунални проблеми. Напоменуваат дека патната инфраструктура е лоша, а населбата ги нема основните објекти за урбано живење. Главоболка им задаваат и фирми кои влијаат врз здравјето на луѓето преку загадување на животната околина. Локалната е запозната со нивните проблеми и жителите очекуваат тие етапно да се решаваат. 4000 жители од урбаната заедница 15 од 15-ти корпус во секојдневното живење се соочуваат со наталожени комунални проблеми. Урбаната заедница се протега на делот од Велгошти кон Лескоец до стара бензинска пумпа и касарната. Во лето прашливи, а во зима калливи улички без асфалт. Асфалтираните пак со несанирани прекопи, неприклучени канализации ги набројуваат жителите дел од наталожените проблеми во населбата. Раскажуваат дека нема детски спортски игралишта, па децата од 15-ти корпус нема каде да играат. Секретарот на урбаната заедница 15, Гоце Ѓоргиевски, вели жителите од овој дел на Охрид сакаат место за живење кое ќе ги задоволува основните потреби на граѓаните. Во денешно време ние имаме местна заедница без основно училиште, без спортско игралиште, без амбуланта и без црква. Значи немаме ништо. Како би изгледало? Значи изработка на основно училиште, на спортско игралиште и на пропратни објекти што местната заедница моментално ги нема. Покрај решавање на комуналните проблеми, жителите посакуваат и уредување на речното корито на Сушица, но од бројните проблеми ја издвојуваат и главоболката која им ја задаваат и фирмите загадувачи, напоменува и председателот на урбаната заедница 15 Дејан Ангелески. Проблеми од страна на некои фирми кои го загадуваат нашиот дел, нашата урбана заедница, тоа е базата кај касарната и една фирма за пластика во потегот исто кај поранешен нов живот, кои треба да се решат. Мислам дека запознаена е локалната самоуправа со тие проблеми. Имаме доста барања дадени исто за асфалтирање на улици, поставување на соодветни знаци, например на улицата 15 корпус, кај што поминуваат деца што одат во школото во Кеценагорците. Членовите на урбаната заедница додаваат дека во моментот немаат ни канцеларија каде што може да функционираат. Така жителите од населбата се ограничени во комуникацијата со своите представници во заедницата и локалната самоуправа. Се надеваат дека наскоро ќе се донесе и детален урбанистички план за урбаната заедница, а со тоа и за касарната. Нивните очи се вперени кон касарната, каде што гледаат можност за изградба на објекти кои се потребни во секојдневното живење. 20 тренери и 8 спасители од Црвен крст од Охрид се единствени во Македонија кои се обучени по стандардите на Велика Британија за спасување на брзи води. Во изминатите 4 дена тие посетуваа интензивни обуки под водство на инструктор за безбедност на вода од операција Флоријан. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид се здоби со тренери и спасители на брзи води. Ова е резултат на обуката за спасување и извлекување на давеници од брзи води, кои во организација на Црвен крст Охрид и под водство на инструктор за безбедност на вода од операцијата Флоријан во изминатите 4 дена се реализира на реката Црн Дрим во Струга. Over the last week we've put them into a position where now they are operating in swift water.
Минатата недела ние опериравме во водите на Дрим и можам да кажам дека вашиот тим е подготвен за спасување луѓе од брзи води. Нашата соработка и понатаму ќе продолжи. Двајца тренери и 8 спасители од Црвен крст од Охрид се единствени во Македонија кои се обучени по стандардите на Велика Британија за спасување на брзи води. Тие во периодот што следува на соодветни обуки ќе ги пренесат стекнатите знаења и вештини на своите колеги во другите градови во Македонија. Во Охрид нема река, но затоа секоја година има поголем број интервенции во струга на реката Црн Дрим, објаснува Сашо Точков, председателот на Црвен крст Охрид. Спецификата на реката Црни Дрим е тоа што таму е забрането капењето, тоа стои обележено и со информативна табла, но не секогаш се почитува тоа. Имало давеници, секако за да има интервенции во такви брзи води мора да има присутни луѓе спасители. Не може во таков случај да се повикуваат спасителите од Охрид за интервенција на давеник кој што се дави во реката Црни Дрим или во било која река, доколку во самата близина не постои таква служба која се грижи за безбедноста. Наумовски Марио кажува дека веќе 2 години е ангажиран во Црвен крст како спасувач на плажа, но сега бил дел и од тимот кој ги посетувал обуките за спасувачи на брзи води. Кажува дека успешноста на акциите зависи од нивното знаење и искуство, но апелира до граѓаните да ги почитуваат правилата за безбедно капење. Имам забележено дека многу не внимаваат и не ги почитуваат правилата и начелата од страна на спасителите кои им ги кажуваме, но се надевам дека ќе се поправат и ќе почнат да не почитуваат повеќе. Во овие обуки беа вклучени припадниците на противпожарната единица од Охрид и Струга, како и припадниците на граничната полиција. Јавната промоција на тимот на спасители на брзи води на Црвен крст Охрид се одржа денес на старото пристаниште пред хотел Палас. Само во изминативе 15 дена на капалишта на Охридското езеро од страна на спасувачите било интервенирано во 11 случаи на давеници на плажа, а имало и 80 интервенции за давање прва помош, откриваат од Црвен крст Охрид. Прилично многу, барем во делот на укажување на прва помош. Обично давеници во текот на сезоната имаме околу 30, минатата година имавме најповеќе 34, а укажување на прва помош преку 400 интервенции во тек на една сезона. Очекуваме дека ќе се воспостави ред на сите плажи, на сите капалишта во Охридско-Струшкиот регион и дека со апелот што го имаме и со превентивната работа на спасителите со самите капачи на капалиштата, дека нема да имаме некои посериозни инциденции оваа сезона. Ревија на шпански филмови во Охридското кино. Со ова започнува соработката на Центарот за култура Григор Прличев со шпанската амбасада во Република Македонија. Филмовите се од најразличен жанр, а дел од нивните режисери се добитници на Оскар. Шпанците заинтересирани за културна соработка со Охрид. На иницијатива на шпанската амбасада од идната недела во Центарот за култура Григор Прличев ќе се прикажува ревија на шпански филмови. Публиката ќе има можност да погледне 5 филмови од најразличен жанр, чии режисери се многу познати, а дел од нив има добиено и Оскар за најдобра режија. Интересот кај граѓаните постои затоа што имаат несекојдневна можност без влезница, да проследат филмови од едноговорно подрачје, дали било руски, германски, француски, па еве сега имаме за прв пат и шпански. Првата проекција на 20 јули во понеделник во 19 часот. Пред прикажувањето на филмот ќе биде организирана и свеченост на која ќе присуствува шпанскиот амбасадор во Република Македонија. Проекциите на филмовите наредните денови ќе започнуваат од 21 часот. Ревијата на шпански филмови ќе оди низ цела Македонија, но први ќе имаат можност да ја видат охриѓани. Филмовите ќе бидат прикажувани во киносалата, а не во кинобавча. Сега за шпанскиот филм нема да биде ставена кинобавчата, затоа што бараат плюс одредени некои услови, но секако ние доколку дозволуваат условите ќе има и одредени филмови ќе бидат прикажани и во кинобавчата, да. Боцевска објаснува дека и понатаму остануваат на традицијата да прикажуваат ревијални филмови од други говорни подрачја. За наесен резервиран е термин за германскиот филм, а ревијално ќе се прикажуваат и старите македонски филмови со цел помладите генерации кои не ги гледале да ги видат и да уживаат во нив.
Охриѓани најмногу склучуваат полиси за осигурување само кога мораат. На врвот на склучувањето полиси се уште е задолжителното патничко осигурување. Потоа следуваат осигурувањата на пловните објекти и одговорноста од дејност. Охридските земјоделци пак се уште малку заинтересирани за осигурување на посевите и овоштарниците. Од денес осигурителната компанија Сава осигурување ќе биде поблиску до охриѓани на нова локација кај минимаркет. Склучувањето на полиси за задолжително патничко осигурување и понатака е на врвот на интерес кај охриѓани. Тоа осигурување мора да се направи при регистрација на возилата, напоменува директорката на Сава осигурување Ристана Николовска. Таа укажува на движењето на трендовите во осигурителните компании. Но не смееме да го занемариме дека и трендот и на другите видови осигурувања веќе е покачен. Јас нема да ги спомнувам осигурувањата исто кои се од одговорност од дејностите, значи и тие се сега задолжителни, значи имаме и такви осигурувања и осигурувањата за патничките осигурувањата кои се тренд сега нели во време на летните одмори заради патувањето и осигурувањата на пловните објекти кои во моментов се и најзастапени, исто така кои законска им е обврска. Засега охридските земјоделци пак се уште малку се интересираат за осигурување на посевите и овоштарниците од елементарни непогоди, подлекува Николовска. Полисата за ова осигурување во Сава осигурување ја прават од неодамна. Заради субвенционирањето на самото земјоделие и во субвенционирањето на полисата 60% ја покрива државата, 40% ја плаќаат клиентите. Тие имаат можност да направат осигурување и во нашата компанија, затоа што оваа година ние за прв пат исто започнавме со осигурување на земјоделие и го покривме на ниво на Македонија. Во Охрид не можам да се пофалам дека имавме некој голем број на полиси, затоа што нели ние немаме ни некое големо земјоделие. Николовска е задоволна од продажбата на имотните осигурувања. Сега во нивната компанија најактуелна е полисата за покривање на возачите во случај на штета по нивна вина. Цената за ова осигурување е 580 денари, а покрива материјални трошоци во висина од 25.000 евра. Полисата засега единствено може да се склучи во Сава осигурување, вели Николовска. Оваа компанија од денеска со новата експозитура која беше отворена наспроти минимаркет ќе биде поблиску до охриѓани. Покрај оваа експозитура има уште две во центарот на Охрид и Лескоец. На иницијатива на градоначалникот Никола Бакрачевски и мустиството на муслиманската верска заедница од Охрид, синоќа на плоштадот Чинар беше организиран ифтар за граѓаните од муслиманска вероисповед. Во пријатна атмосфера градоначалникот Бакрачевски на присутните им посака спокојни денови до големиот празник Рамазан Бајрам. На ифтарската вечера беа присутни и повеќе советници и директори на јавните претпријатија од градов, а забележително беше и присуството на голем број граѓани од христијанската вероисповед како гости кај своите пријатели. Ифтарската вечера со големо љубопитство ја следеа и голем број туристи. Ова е втора година поред како се организира ифтарската вечера, што ја приредува и на која присуствува градоначалникот. Да ги погледнеме и вестите од регионот и од светот. Американскиот конгрес е буквално поделен кога станува збор за потпишувањето на нуклеарниот договор со Иран. Додека демократите го слават договорот како историски, републиканците го нарекоа неодговорен и пред се опасен. Додаваат дека основниот тест на кој ќе се подложи овој договор е дали со истиот Иран ќе биде спречен да изработи нуклеарно оружје. Но правото на председателското вето кое Обама го има во конгресот тешко дека ќе им дозволи на републиканците да преземат поконкретни чекори. Државниот сектор во Грција денес е блокиран заради 24-часовниот штрајк на вработените по повик на нивниот синдикат. Ке протестираат против новите економски мерки за кои оваа недела беше постигнат договор во Брисел. Грчкиот парламент денес ке гласа за тие мерки со кои е обврзан нов 3-годишен заем за Грција. Државните болници денес ке укажуваат помош само на итни случаи, а во предупредувачки штрајк излегуваат и фармацевтите. Синдикатот нагласува дека новиот договор е антинароден и бараат документот да не се гласа во парламентот, како и да бидат спречени сите рестриктивни политики.
Судот во германскиот град Лунебург денес го осуди поранешниот чувар во нацистичкиот логор на смртта Аушвиц, 94 годишниот Оскар Гронинг, на 4 години затвор. Гронинг, кој е познат како книговодителот од Аушвиц, е прогласен за виновен поради учество во одземањето и евидентирањето на личниот имот на затворениците при нивното доаѓање во логорот. Во текот на процесот тој се бранеше дека нема сторено никакво кривично дело, дека никого нема убиено, но ја призна својата морална вина за сето она што се случувало во Аушвиц. Неговите адвокати тврдеа дека Гронинг не бил дел од извршениот геноцид, но германското обвинителство остана на својата првична позиција дека тој со својата работа придонесувал за постоењето и одржувањето на логорот. Судењето на Гронинг, за кој се верува дека е едно од последните на кои им се суди на поранешни нацисти за злосторствата сторени во текот на нацизмот и Втората светска војна, предизвика полемика во германската јавност. Станува збор за дилемата дали тој треба да биде пратен во затвор со оглед на неговите години и дали треба да им се суди и на оние кои како овој книговодител имале сосема минорна улога во спроводениот нацистички геноцид. Само 13 часа после надлетувањето над џуџестата планета Плутон, вестите дека вселенската сонда Нови хоризонти функционира безпрекорно беа со воодушевување пречекани во центарот на НАСА. 99% од собраните податоци за најоддалечениот сосед на Земјата се зачувани, а научниците и онака знаеле дека шансите сондата да биде уништена се 1:10.000. Нови хоризонти се приближи до планетата Плутон на оддалеченост од само 12.472 километри. 16 месеци ќе бидат потребни на сондата да ги испрати на Земјата прибраните податоци, фотографии и телеметриски мерења од нејзиниот прелет до Плутон. До тогаш таа ќе биде навлезена длабоко во Кујперовиот појас и ќе ги истражува другите небесни тела роднини на Плутон. И тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.